Започна изградбата на катната гаража која ќе има капацитет од околу 200 паркинг места, а се реализираат и други инфраструктурни проекти во Охрид. Председателот на владата Мицкоски најави дека во прогрес е автопатот Охрид-Кичево, кој се очекува целосно да биде пуштен првиот квартал од 2027 година и поголем фокус на проектот Плавшник. Многу е важно кога патувате на кај Охрид и кога ќе можете да го видите прогресот на автопатот кој што е пуштен во сообраќај и кој што очекуваме согласно претходните најави да биде целосно пуштен од Кичево до Охрид, еве најдоцна, да речеме, првиот квартал од 2027 година. Знаете со какви предизвици се соочувавме. Беше откажан кредитот од страна на кинеската Ексим банка, па со домашните комерцијални банки направивме синдикат и проектот ќе биде реализиран целосно до крај. Вице-премиерот Николовски истакна дека за старт на катната гаража биле неопходни бројни законски измени. Беше предизвикувачкиот аспект што требаше да се вклопат три различни заштити тука. Едната е секако генералната заштита на УНЕСКО, втората е заштитата на културното наследство и третата е архитектонската заштита. Сите три се направија. Градоначалникот на Охрид Пецаков изјави дека почетокот на изградбата на катната гаража представува историски момент за градот. Проектот чини нешто над 2 милиони евра, а рокот за изградба е од прилика година и пол. За нас како град ова е историски момент, почеток на катната гаража и би рекол заокружување на она кое што како локална самоуправа јас како градоначалник настапувајќи и првиот мандат кој го добив и вториот и нафаќајќи се за реализација на проекти кои што без исклучок на секое јавно испитување на мислењето на граѓаните беа топ приоритет. Премиерот Мицкоски заедно со вице-премиерот Николовски и градоначалникот Пецаков извршија увити на градежните активности на плоштадот кај Чинарот, како и на пумпната станица Митропол. Нина Ритоновска, Сител телевизија.